Благодарност на Аллах Аззе ва Джелле, оној кому дава упатство и оној кого сака остава во заблуда со неговата мудрост и знаење. Ако не беше Аллаховото упатство, никој не може да се упати. Ако не беше неговата милост, никој нема да оди во дженнет. Затоа го молиме Аллах Аззе ва Джелле да се однесува со нас со неговата милост, а не со неговата правда. Правда, Аллах Аззе ва Джелле че и дозволеше на земја да се отвори, да не голтне, и небо да не потопи, и вода. Меѓутоа Аллах Аззе ва Джелле се однесува кон нас со неговата милост. Сведочиме дека само Аллах е господар, а Мухамед салаллаху алейхи ва селем е негов последен пејгамбер кој доследно ја пренесе Аллаховата вера до целото човештво. Ва раббука јахлуку ма јашау ва јахтар ма кане лехумул хире. Вели Аллах Аззе ва Джелле. И твојот господар создава што сака. Ва јахтар, и одбира што сака. Аллах создава машко, Аллах дава да биде женско, Аллах Аззе ва Джелле создава болест, Аллах создава здравје. Тоа е по негова волја. Ва јахтар, и одбира што сака. Одбира кого сака. Од луѓето ги одбра веровесниците, пејгамберите. Од пејгамберите го одбра Мухаммеда саллаллаху алейхи ва селем. Од деновите ја одбра џума. Од ноќите ја одбра ноќта на Кадар. Од местата ја одбра Мека, каде се наоѓа светата џамија. Тој е господар, одбира кого сака. Аллах Аззе ва Джелле одбира и некои времиња на други времиња. Па го одбра Рамазан над другите месеци. Меѓутоа Аллах Аззе ва Джелле покрај Рамазан одбра и други времиња со цел верникот да ја чува врската со Аллах Аззе ва Джелле. Со цел верникот да биде постојано со неговиот господар. Па Аллах одбра 10 дена пред Курбан Бајрам. Дури вели Мухаммед салаллаху алейхи ва селем во хадис кој го бележи имам Безар, хадис добар, афдалу ејами дуња ел ашар. Највредни денови на дуња се 10 дена пред Курбан Бајрам. Највредни денови на дуња се 10 дена првите од Зулхиџе. Ние ги ославуваме пред Бајрам за полесно да разбереме. И тие започнуваат од 28.5. сега. Тоест, од среда, па се до денот на Курбан Бајрам, на 6. јуни во џума. Зошто се вредни овие денови? Аллах е многу милостив, Аллах е многу праведен. Аллах Аззе ва Джелле, ако нешто ти ускрати, од друга страна Аллах ќе ти даде. Секој што дошол во џамија и секој човек врз своите плешки, врз својот грб носи некоја мака, носи некоја тежина, носи некоја гајле. Дуњалукот секој го притиснува. Меѓутоа, барем кога ќе дојдеш во џамија и кога ќе паднеш на сеџде, замоли го Аллах ти олесне маката. Бидејќи ако ми ја кажеш маката на луѓето, само ќе климаат со глава и мислиш дека ги боли и ми е гајле. Само Аллах те сака повеќе од татко и мајка. Затоа искористија џума и секоја прилика и секоја сезона за добри дела со посветеност, со искреност и со дова на Аллах Аззе ва Джелле. Аллах се колне за овие денови. А штом Аллах се колне, ти во кого се колнеш? Во комшија или во мајка? Се колнеш во мајка, бидејќи ти е најблиско до душа. Иако не е дозволено верник да се колне, освен само во Аллах Аззе ва Джелле. Аллах се колне. Аллах, кога се колне, тоа значи дека има големо нешто. Вал фаџр, вал лејали нашар, вал шаф'i, вал ватр. И жими зората. И 10 ноќи. Во сите книги на тефсир, 10 ноќи се првите 10 дена од Зулхиџе, или пак со мој речник,
10 дена пред Курбан Бајрам. Ва шафаи вал ватр, и парниот и непарниот. Кој е парниот? Вика ден на Бајрам. Бидејќи секогаш паѓа на 10 Зулхиџа. Непарниот 9. Кој е тој 9? Ден на Арафат. Ако Аллах се комне во овие денови, тога што треба верникот да прави? Ние луѓе какви сме? Сега има денеска отворање на бизнис, сите трчаш таму. Што има? Се знае што има. Кој ќе видиме негде намалување или распродажба, иако во бизнисот, во трговијата, освен они кои Аллах им се смилува, има да лавери колку сакаш. Не баре 30% намаление, позади пак истата цена. Али човечка природа е таква да се мами, да трча. Распродажба поевтино ќе купи за помалку пари. Овие 10 дена се распродажба на Аллахова милост. Како? Не може секој доди наджилак. Нема секој средства. Нема секој насип. Некој има пари, нема насип. Што е насип? Не ти го отвори Аллах срце. За Дубај ќе даеш 10.000 евра, за Малдиви, за Палма де Морка. Ама за Аллах 10 динара дадеш, ќе кажеш на цело село. Зошто? Шејтанот ти го прави тоа. Ти не дека сакаш. Штом дозволи шејтан да бидеш тесто во раце на шејтан, шејтанот ќе прави со тебе и кифли, и бурек, ќе прави и се. Зошто? Зашто за Аллах да даеш, за џамија даеш 20 евра повеќе, ќе научи цела дуња. За музика да фрнеш 200 и 2000, нема гајле. Зошто? Аллах азza ва џелле не ти го отворил срцето. И ти не си дозволил. Зашто ке Аллах азza ва џелле треба да тропнеш да ти се отвори. Треба да тропнеш да ти се отвори. Зошто се вредни овие денови? Вели прво пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем, во хадис Бухари од Ибн Аббас ради Аллаху анху. Вели пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем: "Ма мин ејам العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام." Вели пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем. Нема денови кои се толку вредни и толку добри. Кои каме добри во кај Аллах од овие 10 дена. Калу ја Расулаллах, волел джихад, реко Аллах пегамбере, ниту борба на лопат, ниту джихад, волел джихад, ниту джихад. Илла раджулун хараджа би малихи ва нефсихи, фалам јарджа мин шејин би залик. И освен човек, ако излезе со тело, со душа и со тело и со пари, на Аллахов пат и не се врати со ништо. Значи го даде и имотот го потроши за Аллах, и душата ја даде за Аллах, само тогаш е повредно од овие 10 дена кои почнуваат од среда. Значи вредни големи денови. Вели Ибн Хаџар Аскалани, зошто се вредни овие денови? Бидејќи ретко има период, како овие 10 дена, во кој се собрани уммахатул ибадат, се вели, мајка на сите ибадети. Има намаз, има текбир, има курбан, има хаџ, има пост, има садака. Значи во овие 10 дена се собрани врвните ибадети на верата. Што во друго време ретко има да се соберат во едно таков период вакви големи дела кои човекот преку нив може да заслужи џеннет. Па затоа улемата која зборува што е највредно во овие 10 дена. Ова е широка тема, али ќе скратиме. Прво, што е највредно во овие 10 дена, човек да направи хаџ. Нормално, ми знаеме каде живееме, и знаеме како се условите, знаеме како е редоследот овдека, меѓутоа, улемата која зборува за секое време. Дека во овие 10 дена највредно е човек да направи хаџ. Зошто? Бидејќи е месец на хаџ. Месец на хаџ. Кои се месеци на хаџ? Шевал, Зулкаде и Зулхиџа. Овие 3 месеци се месеци на хаџ. Сега се наоѓаме во месеци на хаџ. И највредно е да направиш хаџ. Беше прашан пејгамбер саллаллаху во хадис Бухари: "Ејул амели афдал?" Аллах пратенику, кое е највредно дело? Тоа зависи од ситуација. Некој пат пејгамбер рекол, највредно дело е почит кон родители. Некој пат рекол, највредно дело е да го израдуваш верникот. Некој пат највредно дело е да подели садака. Овдека, вели пејгамбер саллаллаху афдалул амел, највредно дело е иман во Аллах и во неговиот претеник. Потоа џихад на Аллахов пат, и трето
hađun mebrur. Pravilno izvršen hađ. Pravilno izvršen hađ je jedno od najvrednijih dela. Veli pejgamber sallallahu alejhi ve sellem: "Al umratu ila al umra kafaratun lima bainahuma, wal hađul mebrur laysa lahu jazaa illa al dženna." Od umra do umra ги бриши гревовите што се прават во тој период. Од една умра до друга умра. Од една умра до друга умра. Дори валлахи постои хадис на пегамбер алейхи селам. Вели, ќе го кажам во негова смисла, не во негова буквалност. Вели, верникот кому му дадов здравје и му дадов имот од дуња, не смее да помине 5 години да не ја посети мојата куќа. Запамти го. Верникот кому му сум дал здравје и кому му дадов имот, можност, финансии, материјални средства, не смее да му помине 5 години, а да не ја посети Аллаховата куќа, а тоа е Кабата. Па вели пегамбер ислам, од умра до умра ги бриши гревовите што се прават меѓу нив. Вал хаđul мебрур, а правилно исправен хаđ, нема друга награда за него илел ел џенне, освен џеннет. А што е правилен хаđ? Прво со халал пари, второ со чист ниет, трето да ги спочитуваш прописи, четврто да не вреđаш, да не псуеш, да не имаш кавга, пето да бидеш хаđија и кој ќе се вратиш, тогаш да бидеш хаđија, не сега предодиш. Бидејќи кога сме ние прави верници? Во џамија не, кој ќе излеземе надвор од џамија. Во Рамазан не, која ќе заврши Рамазан какви луѓе сме, какви хаđии сме, кој ќе се вратиме од хаđила, какви хаđии ќе бидеме. Затоа правилна хаđ е оној кој ќе ги има овие компоненти. Што е друго вредно во овие денови? Човекот да направи ниет, да заниети, да заколе курбан. Бидејќи овој курбан кој го колеме ние добива име Курбан Байрам. Го викати хаđски байрам, го викати Курбан Байрам, значи да заколе жртва за Аллах азза ва џелле. Вели пейгамбер саллаллаху алейхи ва селлем во хадис Тирмизи: "Ма амиле ибн Адам амалан", човекот не може да направи повредно дело во денот на Курбан Байрам од пуштање на крв. Човекот не може да направи повредно дело во ден на Курбан Байрам од пуштање на крв. Што е пуштање на крв? Да заколе курбан. Фе иннаха, вели, на судниот ден, волната од курбанот, копитата од курбанот, вика, тети ќе дојдат на судни ден за секое влакно едно добро дело и ќе го штити човека од џехенемскиот ден. Фатајибу биха нефсен, затоа курбанот нека биде со драга душа. Изврши го со чист ниет и со блага душа. Друго што е вредно да се прави овие денови е зикр. Зошто зикр? Така рекол пегамбер алейхи селам: "Ма мин ејам аъзаму инда Аллах." Нема денови кои се толку големи кај Аллах од овие денови. Фааксиру фихинне. Па затоа во овие денови многу правете тахлил. Тоа е тахлил. Ла илаха илlallah. Такбир, Аллаху екбер. Тахмид, елхамдулилlah. Значи, пракса било на асхабите, ќе не знаете како е праксата, од денот на Арифе, од сабах, учиме текбири до 4-тиот ден на ејаму тешрик, од Байрам до Икиндија, Аллаху екбер, после фарзовите. Пракса на асхабите, пример Ебу Хурейре и Енес и Ибн Омер, излегувале во пазар и ќе почне да викат Аллаху екбер, и ќе почне луѓето со нив. Што? Не во тие денови, туку од првиот ден, од среда, па се до Байрам. Значи, се овие денови изговарале текбир, подсетување на Аллах, како што аџиите, кои ќе тргнат на хаđ, кои ќе облечат ихрам и викаат лебейк Аллахуме лебейк, лебейк ла шерика лека лебейк, иннал хамде ва ниъмата лека вал мулк ла шерика ле. Ти се озвивам Аллах, ти се озвивам Аллах. Како му се одзиваш? Аллах повикал: "Уаздин фин наси бил хаđ." И о Ибраиме, викни ги луѓето на хаđ и ти доаѓаш. Аллах ти го направил насиб да одиш на хаđ. Ти се озвивам Аллах, ти озвивам. Сега ми не сме на хаđ, ми сме дома. Ако не викаме лебейк, ќе викаме Аллаху екбер, Аллаху екбер, ла илаха илlallah, Аллаху екбер, Аллаху екбер, валиллахил хамд. Друго што е важно да правиме во овие денови, да постиме. Да постиме. Вели Хафса,
Пејгамбер алейхиссалам 4 работи никој пат не ги оставал. Лем јадахунна Расулаллах. 4 работи пејгамбер не ги оставал. Не го оставал постењето на Ашура, не го оставал постењето на овие денови од Зулхиџе, не го оставал постењето на 3 дена од секој месец и не ги оставал 2 рекати од сабах намаз. Оние суннет. Не ги оставал, бидеше овие се доброволни дела, ама пејгамбер постојано ги правил. Зошто? Голема награда. Затоа постење, садака, зикр, намаз, меѓутоа најважно се е прво искрениот и тујбе на Аллах аззе ва џелле. Покаяние кај Аллах аззе ва џелле, да го молиш Аллах да ти го упати срце, да те чува од искушенија на дуња на ахирет, да те чува твоја фамилија и иншаллаху таала да бидеш во состојба да ги правиш Аллаховите дела како хаџот и курбанот и така натаму. Овие денови се вредни, повредни дури и од рамазански последни 10 дена. Улемата вели, овие 10 дена се повредни од 10 последни рамазански денови. Меѓутоа, ночите последни од Рамазан се повредни од овие ночи, бидејќи во Рамазан имаме Лелетул Кадр, што немаме сега. Како и да е, имаме Арифе, имаме ден на Арафат, кога еден ден постење вреди голема награда кај Аллах аззе ва џелле. Затоа од среда да ги засукаме рукави, да земеме еден посебен режим на однесување, на правење на добри дела, а оние кои идат на хаџ, Аллах да им го лесни нивниот хаџилак, да им ги прими нивните дела, да Аллах аззе ва џелле им го направи нивниот хаџ мебрур, ва сајухум сајен машкур, ва зембухум зембен макфур, така се вели во праксата, Аллах да им го направи хаџот примен, сајот благодарен, а гревовите простени. На целиот уммет и на нашите аџи, инша Аллаху таала. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.